Живот под вода, само 2 квадрата. Еве дечки, сега ќе влагам, леле, ама се тресе. Страшно е, реално е и темно. Има како звуци прави нешто, како навистина кога слушнав тоа. Бе страшно, баш е крипи. Подморницата била во функција цели 26 години, подобро се каже до 2002 година и од тогаш е музеј. Ајде да одиме да го посетиме. Еве дечки, јас и татко ми си купивме тикет, татко ми плати само 9 евра, и јас платив 6 евра, бидејќи јас сум нели ученик. Значи подобро се каже за студент или ученик плаќаш само 6 евра. Опа, ај, леле, ногата, судов. Ова е руска шпионска подморница У-434, која што се наоѓа на Сент Паули Фишмарк во градот Хамбург. Вау, погледнете го ова. Леле, колко е голема. Ова се тие бомби, тато, нели? Дечки, колко е тесно. Замислете увакво нешто да морате да живеете. За оваа подморница се потрошени повеќе од 110 милиони евра и изградена во едно рекордно време од 8 месеци. Тука еден човек собира да одиш, само да одиш, еден човек. Двајца? Кај бе двајца? Абе, тоа Петар, брат ми нема да го собере. Знаеш што приметив? Погледнете, тука сите книги се на кирилица. Долга е 90 метри и можела да плови до 400 метри под вода. Ова е кујната. Каква кујна е тоа? А јас дечки, јас на што да си правам шпагети? Погледнете, ова е тука фрижидер. Подобро се каже, тука ја чувале храната за неколку месеци. Радарот не можел да ја лоцира бидејќи имала специјална гумирана обвивка. Леле, кој е гласно тука? Тука е навистина многу гласно, а знаете зашто? Бидејќи тука е моторот, погледнете. Дечки, замислете да бидете тука сами. Тоа навистина некако би било многу крипи. Или замислете, значи, комплет сами. И одеднаш када нема светло веќе. И било комплетно. Што би правеле тогаш? Јас би се уплашала реално. И тоа многу. Погледнете колку вентили има тука. Ај некој да направа, можеби ќе проработи повторно. Тука пак пишува на кирилица, погледни. Навистина се пишува на кирилица. Ма добро, у Русија е направено. Кабината на докторот, окей? Добро, он барем имал да се мие доволно место. Изолациона соба, дечки. Тури лежи човек. Што пише тоалета? Ајде, какво веќе било ова? Добро, за мијење има место. Леле, дечки, погледнете го човекот. Каде спие позади? Тука спиело дел од екипажот. Погледнете, од надвор изгледа дека има како многу место внатре, ама внатре кога ќе го везеш, кога ќе влезеш, а вака нема место, готово. Ова е навистина редок музеј кој што може да се посети. Јас навистина многу убаво си поминав. Вредеше, нели?